Средношколец е повреден со нож во тепачка на која и претходела расправија денеска околу 10:30 часот во трговскиот центар Лептокарија во Скопје, веројатно меѓу ученици од средното училиште Здравко Цветковски. Од полицијата објаснуваат дека на повредениот му е укажана лекарска помош на самото место од страна на итната медицинска помош, при што се констатирани телесни повреди. Владата ќе го напреди системот за превенција од насилство, особено сторено со оружје, кое е во посед и на приватни и на службени лица. Формирана е работна група која треба да ги даде решенијата, а владата на следната седница да излезе со конкретни решенија, соопшти портпаролот на владата Александар Ѓоргиев, кој истакна дека целта е да се оди чекор понапред во превентирањето на ситуации каде што може да се изврши насилство со употреба на оружје кое што се поседува од службено лице, а кое што му е доделено согласно властувањата што ги има за вршење на своите професионални задачи. Македонската влада ги достави сите потребни информации до Руската Федерација во врска со извозот на земјоделските производи во оваа земја. Целокупниот предмет беше комплетиран и во понеделникот преку Министерството за надворешни работи и Македонската амбасада во Москва е предаден на Федералната служба за фитосанитарен и ветеринарен надзор на Руската Федерација во соодветна процедура. Целокупните материјали кои се предадени содржат определени позиции, ставови, мислења, аргументации и одговор на барањата од Руската Федерација, која се сомневаше дека Македонија извезува овош и зеленчук од Европската Унија во Русија. Според руските медиуми станува збор за јаболка, грозје и зелка. Министерот за економија на Република Македонија Беким Незири изјави дека целиот извоз од Македонија за Русија на земјоделски производи се состои од македонски производи. Така констатирала и владата на вчерашната седница. Четворица полицајци се полесно повредени во сообраќајна несреќа што синоќа околу 20 часот и 45 минути се случила на автопатот Тетово-Гостивар во близина на клучката кај Камењане. Според СВР Тетово, возачот на полицискиот Land Rover, 43 годишен полицаец од Гостиварско, загубил контрола врз возилото пошто се превртеле на покривот. Возачот и тројцата сопатници, исто така полицајци, се здобиле со телесни повреди и по укажаната помош од Тетовската клиничка болница се пуштени на домашно лекување. Патничкиот железнички сообраќај на релација Гевгелија-Солун-Гевгелија утре ќе биде прекинат поради најавениот еднодневен штрajk на членовите на Грчката Федерација на железничарите. Од Македонската железница Транспорт информираат дека се преземени сите мерки патниците кои утре ќе патуваат со воз од Скопје до Солун воопшто да не почувствуваат дека има застој во сообраќајот. Од железничката станица во Гевгелија патувањето кон Солун ќе го продолжат со автобуси. На ист начин патниците ќе бидат превезени и од железничката станица во Солун до Гевгелија, каде што патувањето назад кон Скопје ќе го продолжат со воз. Групата Исламска држава врбува илјадници џихадисти во земјите од групата 20 најразвиени земји, предупреди денеска германската канцеларка Ангела Меркел. Радикалната група, која што контролира големи региони од Сирија и Ирак, е една од најголемите закани што некогаш постоеле за локалното население, па дури и за цели држави. Според проценката на Германија, 550 нејзини државјани се приклучиле кон џихадистите во Ирак и Сирија. Околу 60 од нив загинале во борбите или самоубиствените атентати, а 180 се вратиле во земјата. Германските власти им испорача оружје и муниција на курдските борци во северен Ирак за да им помогнат во напорите за одбивање на нападите на Исламската држава, но засега одбиваат директно да се вклучат во борбените операции на коалицијата предводена од Соединетите Американски држави против екстремистите.